Министерството за животна средина ќе го предаде ѓавато на АД Водостопанство, но не кажува дали ќе се бара одговорност за повеќегодишното незаконско и недомакинско работење на системот. Од Министерството за Телма информираат дека се превземени активности за предавање на хидросистемот, со цел поефективно и поекономично одржување и управување. Во дописот до телевизијата, Министерството вели дека ќе ги преземе и сите правни действија согласно законските прописи и за нив ќе ја информира владата. По обелоденувањето на скандалозното работење на хидросистемот ѓавато и сведоштвото на вработените дека во системот е хаос, не се знае бројот на диви приклучоци кои користат вода, а не плаќаат, за сметка на милионските сметки за струја што и се испорачуваат на државата. Државниот инспекторат за животна средина направи вонреден инспекцијски надзор и според извештајот ќе се известат надлежните институции кои би требало да постапат со случајот, вклучувајќи ги УЈП, Пазарниот инспекторат и јавното обвинителство. За вработените кои со години не доаѓале на работа, од Министерството велат дека во хидросистемот се води редовна евиденција за редовност и се доставува до нив, но вработените пак го тврдат спротивното. Тука јас ќе ги поделам вработените на три групи. Има вработени со години што не доаѓаат на работа, вработени со месеци не доаѓаат на работа и вработени со денови што не доаѓаат на работа. Колку време трае оваа ситуација? Ова ситуација од 2012 година и до денес. До денешен ден. Некој си седе дома, си зема плата со години, не доаѓа на работа. Раководителот на ѓавато Јован Попов за целиот случај не сака воопшто да коментира. Вели дека нема дозвола да зборува од Министерството. Тој призна дека знае дека на системот има голем број приклучени задруги и физички лица, кои наводнуваат стотина хектари земјоделска површина и лично ја поведе инспекцијската екипа да ги види дел од приклучоците. Само не кажа дали затоа ги информирал надлежните и што е превземено да се спречи злоупотребата на државните ресурси.